Кинески борбен авион испука 8 ракети во близина на американски воен авион во меѓународниот воздушен простор над источното Кинеско море. Пентагон неодамно објави снимка како што САД го опишуваат наглото зголемување на кинеските воени авиони кои спроведуваат ризични маневри во последниве 2 години. Ова доаѓа додека Вашингтон и Пекинг се подготвуваат за состаноци на високо ниво. Спречувањето на воен конфликт е меѓу точките на агендата на САД во разговорите со Кина. Други итни прашања вклучуваат кризата со фентанил, војната на Русија против Украина и војната на Израел со Хамас. Во однос на потенцијалните посредници би рекол дека во овој момент соодветен чекор не е посредување со Хамас, туку Израел да се брани себе си, како што треба и секоја друга земја. Кина има способност, има линии на комуникација со голем број земји во регионот. Значи, ако Кина направи нешто да спречи проширување на конфликтот, тоа е секако нешто што би го поздравиле. Американската делегација која го посети Пекинг претходно овај месец ја покрена кризата со фентанил директно со кинеското раководство. We called on President Xi to work with the United States. Го повикуваме председателот Ши да работи со САД за да го запре протокот на хемикалии кои ја потикнуваат американската криза со фентанил. Го повикуваме председателот Ши да отвори канал за комуникација за да го спречи протокот на фентанил. Веруваме дека тоа е императив, ова прашање на кое действува Кина. Посетата на кинескиот министер за надворешни работи Ванг Ји на Вашингтон ќе дојде откако председателот Ши Џипинг го потврди партнерството на неговата земја без ограничување со рускиот председател Владимир Путин во Пекинг. Американските власти рекоа дека се загрижени поради континуираното усогласување на Кина со Русија. Таквата загриженост ги разоткри напнатите односи меѓу Вашингтон и Пекинг. Сега сме во фаза на билатерални односи, поголемата недоверба и конкуренција, што мислам дека кинезите не се подготвени да соработуваат за било што со САД, доколку тие не се засегнати. Со други зборови, тие се многу трансакциски. In other words, they're being very transactional. Во средината на септември, советникот за национална безбедност на Белата куќа, Џејк Саливан, имаше разговори со главниот кинески дипломат Ванг во Малта по нивните состаноци во Виена во мај.